Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, скопи каже ми. Повеќе од 569 одделенци од сите основни училишта во општина Киселавода синоќа ја одбележаа својата полуматура на голема заедничка прослава организирана во спортската сала Независна Македонија. Настанот кој се организира втора година поред беше наменет за сите ученици што го завршуваат основното образование во општината и представуваше символично заокружување на едно важно поглавје пред нивното продолжување во средното образование. Прославата беше целосно бесплатна за учениците и имаше цел да создаде заедничко искуство и можност за одбележување на овој значаен момент со нивните соученици и наставници. Од општина Киселавода информираат дека концептот на настанот не бил креиран еднострано, туку во координација со самите ученици. Преку своји представници, 9 одделенците учествувале во предлагањето идеи и содржини со што добиле можност активно да придонесат во организацијата и изгледот на прославата. Според градоначалничката Бети Стаменковска Трајковска, целта била младите да бидат директно вклучени во креирањето на активности кои се однесуваат на нив и да добијат простор за изразување на сопствените интереси и идеи. Во текот на вечерта беше организирана и забавна програма со музички настапи. За атмосферата се погрижија два бона и Марио Трампет. Настанот помина во празнична атмосфера и беше посветен на генерацијата ученици кои годинава го завршува основното образование и започнува нова образовна етапа. Од општината најавија дека и во иднина ќе продолжат со активности насочени кон младите, како и со нивно поголемо учество во креирањето на настани и политики што директно ги засегаат. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски денеска им додели признанија и парични награди на првенците на генерација од општинските основни училишта на територијата на општината во знак на признание за нивниот постигнат успех и посветеност во текот на основното образование. На свеченоста беа одбележани резултатите на учениците кои според градоначалникот преку труд, дисциплина, одговорност и љубов кон знаењето покажале дека успехот е резултат на континуирана работа и истрајност. Во своето обраќање Стевковски истакна дека постигнувањата на овие ученици заслужуваат јавно признание и поддршка, нагласувајќи дека нивниот успех представува позитивен пример за сите млади во општината. Градоначалникот нагласи дека за секој ученички успех стои не само индивидуалниот ангажман, туку и континуираната поддршка од семејствата, наставниците и училиштата. Нивниот успех е резултат не само на нивната посветеност, туку и на поддршката што ја добиваат од своите родители, наставници и училишта. Искрени честитки упатувам до сите кои беа дел од нивниот пат до овој значаен успех, посочи Стевковски. Тој додаде дека локалната самоуправа ќе продолжи со политики насочени кон поддршка на младите и стимулирање на учениците кои постигнуваат врвни резултати. Според него, инвестирањето во образованието и младите представува една од најважните инвестиции за идниот развој на општината. Општина Карпош започна акција за превенција и заштита од појава на змии на својата територија во соработка со Центарот за јавно здравје. Од општината информираат дека активностите стартувале денеска во населбата Козле, а во наредниот период ќе продолжат и во останатите делови од општината. Според најавите, во рамки на акцијата се поставува средство репелент кое е наменето за превенција и намалување на присуството на влекачи на отворени површини. Од локалната самоуправа посочуваат дека станува збор за производ кој е безбеден за луѓето, домашните животни и животната средина, а неговата примена има за цел да придонесе кон намалување на можноста за појава на змии во населените места. Акцијата е дел од редовните сезонски активности што се спроведуваат со цел одржување на јавната безбедност и создавање по безбедна средина за жителите, особено во периодот кога поради повисоките температури се зголемува можноста за појава на влекачи. Од општина Карпош велат дека и во наредниот период ќе продолжат со превентивни активности, насочени кон заштита на јавниот простор и безбедноста на граѓаните. Градоначалникот на град Скопје Урце Ѓоргиевски заедно со градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски извршија увид во градежните активности за изградба на нов мегапарк долж булеварот Христијан Тодоровски Карпош. Станува збор за простор кој со години бил запуштен и неискористен, а со реализацијата на проектот ќе биде трансформиран во современ зелен центар, наменет за рекреација, одмор и дружба на граѓаните од сите возрасти. Според најавите, новиот парк ќе се простира на површина од околу 8.000 квадратни метри, а ќе опфаќа уредени зелени површини, плоштаден дел, детски катчиња, пешачки патеки, фитнес зони и други содржини наменети за спорт и рекреација.
При увидот беше истакнато дека ваквите проекти имаат значајна улога во подобрувањето на квалитетот на животот, унапредувањето на животната средина и создавањето нови јавни простори за граѓаните. Проектот е дел од пошироката програма за изградба на 4 мегапаркови на територијата на Скопје. Паралелно со нивната реализација се планира изградба на околу 50 помали паркови во сите скопски општини, од кои дел веќе се во фаза на изведба. Градоначалниците Ѓоргиевски и Костовски истакнаа дека развојот на зелената инфраструктура останува еден од клучните приоритети, со цел создавање поурбана, поздрава и поквалитетна животна средина. 2 мотоцикли попладнево се судрија во скопската населба Ѓорче Петров во близина на Пазарчето, при што според првичните информации има и повредени лица. Според неофицијални сознанија, еден од мотоциклите го управувал полициски службеник кој во моментот бил на работна задача. Очевидци велат дека веднаш по несреќата на местото пристигнале екипи на итната медицинска помош, како и полициски службеници кои извршиле обезбедување на просторот и започнале увид. Според истите извори, меѓу повредените лица има и полициски службеници, но засега овие информации не се официјално потврдени. Во текот на попладнето на местото на несреќата беше забележано и засилено полициско присуство. Од МВР беше побарана официјална информација за настанот, како и детали за состојбата на повредените. До објавувањето од МВР не пристигнува официјална потврда или дополнителни информации. Надлежните велат дека работат на утврдувањето на причините и околностите под кои дошло до овој судир. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.